Секој ваш пропуст од типот на бегството на групи, од типот на ова од завчера со Пуцко Петров, тоа кажува сосема спротивно дека спрегата не е помеѓу СДСМ и ДУИ, туку помеѓу ДУИ и ДПМН. Ние ако во скоро време го решиме проблемот со Бугарија, јас сум многу убеден дека во склоп на 2030 ние потенцијално би можеле да станеме членка, полноправна членка на Европската унија. Сатанизација од пратеници гледаме врз суди и предмети конкретни. Дали со тоа се постигнува реформа во судството? Не може со тоа, може да ги заплаши само судите. Тоа што Брисел сака да го види е одредено политичко влијание во институциите, конкретно во правосудството, да не се заменува со друго политичко влијание. Не е точно, ние не сме жестоки критичари на трамповизмот. Ние сме критичари на надворешната политика без компас што ја демонстрира ДПМН. Односите, продлабочувањето на билатералните односи со Соединетите Американски држави не се косат со стратешките приоритети на нашата држава. Неблагодарно е да се споредува една демократска партија како што е Социјалдемократскиот сојуз со една авторитарна и командантска ситуација во ДПМН. Порака до сите гледачи, не верувајте на социјалните мрежи, не верувајте скоро на ништо што постои на социјалните мрежи. Одријат нови надежи дека војната во Украина ќе биде заменета со реални мировни процеси. Ако дојде до прекин на огнот, најважното прашање е кој ќе ја гарантира спогодбата за трајно примирје. Можеби одговор ќе добиеме по самитот Трамп-Путин и разговорите на американскиот претседател со кинескиот домаќин. Во оваа скица на тековна постстратегија речиси е невозможно ниту да се наметне, ниту да се прогнозира европската агенда за проширување. Следува недела во која Брисел и Вашингтон ќе си атестираат взаимната лојалност или ќе влезат во нова отворена трговска војна која очигледно веќе е на сцена. Во ова издание на Тренинг соговорник е Орхан Муртезани, министер за европски прашања и главен преговорач со Европската унија. Добре дојдовте, министре, во емисијата. Благодарам за поканата, добро ве најдов. Дали на сцена е примирие во руско-украинскиот конфликт или имајќи во предвид сликите што можевме недела да ги видиме дека Путин е во воена униформа, може да следува разгорување на војната? Па ако ги гледаме напорите од новата администрација на чело со претседателот Трамп, мислам дека се спрема теренот за примирие, односно за трајно решение кое што ќе воспостави мир во тој дел од светот. Ние како Северна Македонија нашата позиција ја градиме во тесна комуникација со нашите евроатлантски партнери. Само да посочам дека нашиот став во однос на руската инвазија врз Украина е инвазија на агресија на суверена држава и како таква ние во неколку наврати сме пружили не само дипломатска, туку и воена и хуманитарна помош. Сите овие иницијативи од претседателот Трамп и од новата администрација секако дека се позитивни знаци кои што треба и може целиот овој конфликт да го завршат со договор кој што ќе воспостави мир. Нормално дека никој нема волшебно стапче. Ние видовме како почна, а и како се движи процесот во моментот, меѓутоа со секој ден како што поминува, како што се вклучуваат различните страни, мислам дека изгледите се големи да брзо имаме мирно решение во Украина. Кога велите дека позициите на Северна Македонија ќе бидат согласно размената на информации со Брисел и Вашингтон, а САД и Европската унија се на диаметрално спротивставени позиции, каде ние се наоѓаме? Во тој меѓупростор. Застанавте со поддршка на резолуцијата поддржана од Соединетите Американски држави. На што наидовте тука на домашна реакција, например, од холандскиот амбасадор кој рече дека изненаден од ставот на македонската влада. Секако, се отворивте неколку теми, ќе се обидам одговорот да го дадам малце поопширен. Тргнувањето од коспонзор на резолуцијата на Европа за Украина секако дека даде или овозможи простор за да се креира една таква перцепција. Ке ми дозволите јас да го споделам личното моје мислење и не само како министер за европски прашања. Мојот став бил
И се уште е дека ние треба во однос на таквите прашања и во иднина да стоиме како што стоеше целиот регион. Зошто? Бидејќи ние имаме стратешка цел да станеме членка на Европската Унија и имаме стратешки договор со Соединетите Американски држави. Тие процеси не се спротивни едни на други, туку се поврзани и ние може истите процеси да ги тераме напред заедно. Особено поради фактот што позициите на Европската Унија и на Соединетите Американски држави во однос на стабилноста, мирот, просперитетот на Западниот Балкан не се косат, туку се малтене исти. Во ваква политичка констелација, мислам дека нас како држава и регион ни се овозможува простор со заедничка координација со нашата стратешка цел Европската Унија и стратешкиот партнер Соединетите Американски држави да најдеме заеднички став, при тоа носејќи ги напред двата стратешки цели. Господин Муртазани, дали вие и владата лично се уште верувате во остварливоста, скората остварливост на ЕУ процесот на проширување? Апсолутно да. Има еден многу голем факт кој што ги побива сите тези на евроскептицизмот дека Европа не сака и дека ние не сме заинтересирани. Ке ми дозволите само да накратко зборам околу планот за раст за земјите од Западен Балкан и конкретно Северна Македонија. Значи, Европската Унија доделува за 3 години 6 милиарди евра за регионот. Стриктно иницијативи и чекори кои што го ја зајакнуваат и поврзуваат регионалниот пазар и регионалниот пазар со единствениот пазар на Европската Унија. Пред неколку дена ние станавме член на СЕПА, единствената област за плаќање во евра, без да станеме членка на Европската Унија и без да ги одблокираме процесот на преговори. Има многу вакви иницијативи како Wi-Fi for Western Balkans и многу други иницијативи кои што градуално нас не вклучуваат де факто да функционираме во склоп на механизмите и институциите на Европа без да станеме членка. Не од сега, меѓутоа, особено после инвазијата на Русија во Украина, Европа има дополнителен геополитички интерес целиот Западен Балкан да го интегрира. И тоа го прават не само со декларативни, би рекол, заложби, туку и со вакви круцијални финансиски проекти кои што без ние формално правно да станеме член на Европската Унија, ќе ги користиме сите бенефити кои што ги користат и земјите членки. Премногу оптимистички звучи. Сега ве прашувам, верувате, например, во проекциите на поранешниот вице-премиер Маричич, кој велеше 2030 Северна Македонија ќе стане членка на Европската Унија? Јас мојот одговор ќе го темелам врз основа на извештаите од Европската комисија за подготвеноста на Република Северна Македонија. Ние се уште остануваме меѓу најподготвените држави во регионот за пристапување кон Европската Унија. Моje лично убедување, а тоа го гледам и од системот со кој цело време работам, а и во моите секојдневни контакти во Брисел, дека ние ако во скоро време го решиме проблемот со Бугарија, јас сум многу убеден дека во склоп на 2030 ние потенцијално би можеле да станеме членка, полноправна членка на Европската Унија. Дали трампизмот ги менува приоритетите во надворешната политика на Македонија? Мислам дека не. Поради проста причина што ние сме многу мала држава и како таква ние мора да тераме и стратешки билатерални односи и билатерални со одредени други земји и од регионот, меѓутоа и од пошироко. Како што претходно објаснив, односите, продлабочувањето на билатералните односи со Соединетите Американски држави не се косат со стратешките приоритети на нашата држава. И сите идни потенцијални продлабочувања на билатералните односи ние треба да ги гледаме врз призмата на стратешката определба на државата. Господин Муртазани, допред неколку месеци немањето политичка влада во Бугарија го користевте како алиби за неможност да ги релаксираме односите со Софија. Еве во Бугарија имаме сега редовна влада.
која спречува македонската страна да влезе во директен диалог со бугарските колеги и да ги деблокира, да го деблокира проблемот, односно разликите кои постојат меѓу двете соседни држави? Прво, лична моја перцепција од тоа што го гледам цело време, а сум вклучен цело време во сите тие процеси, е дека најголемата пречка е недостигот на доверба. Ние го направивме првиот чекор во маргините на конференцијата во Минхен. Имаше прва средба помеѓу министрите за надворешни работи. Има комуникација која што треба да се спушта и на институционално ниво и да се прошири. Јас се уште сметам дека со соседна Бугарија имаме многу безброј теми на кои што може да соработуваме и да работиме заедно, без при тоа да збориме за уставните измени. Според моје мислење, првиот чекор е воспоставувањето на довербата, кое што ќе создава фундамент за градење на едно решение. Без ваквиот пристап, мислам дека секој ќе седи во својата позиција и на тој начин ќе оневозможиме наоѓање на заедничко решение. Кога може да се очекува изгласување или реализација на барањата на Софија за внесување на бугарите во преамбулата на Уставот? Дали навистина има волја во македонската влада да се изгласаат уставните промени? Формално правно и вие знаете дека таков чекор ќе се потекне кога во собрание ќе има двотретинско мнозинство. Меѓутоа, тоа зашто ние се залагаме со сите дипломатски напори е процесот на проширување, да го направиме попредвидлив. Бидејќи ние имаме повеќе пати искуство со редовни, би рекол, блокади во нашиот процес на пристапување до Европската Унија, и тоа искуство и тие фрустрации не прават многу повнимателни во однос на проекциите за иднина. Сите, би рекол, информации или сите можности кои што би значеле предвидливост на процесот на преговори и завршување на пристапувањето, мислам дека би било добре дојдено. Може ли малку да појасните што сушност очекувате? Каква предвидливост? Гаранции повторно останувате на старото, бараме гаранции дека по уставните промени нема да има нови барања? Све што ќе значи дека процесот на преговори ќе заврши без при тоа да биде блокиран, за нас е добре дојдено. Без при тоа да застанеме во конкретна формулација или конкретна гаранција. Овој процес на блокирање на проширувањето на Европската Унија веќе не е само проблем за Македонија. Станува проблем и за кредибилитетот на самото проширување и за кредибилитетот на Европската Унија. Во сите институции, во сите нивоа во Брисел има многу луѓе кои што ги делат нашите грижи и аргументи и кои што сметаат дека овој процес веќе станува редовна пракса во Брисел. Сме виделе министр, за момент. Еве да ја трнеме настрана Бугарија. Дали во текот на преговорите некоја друга земја членка може да не блокира? Апсолутно да, меѓутоа во све што е поврзано со реформите. Ако ние реформите не ги спроведеме успешно, ние да најдеме решение со бугарите, нашиот процес ќе биде повторно блокиран, меѓутоа тоа ќе биде предизвикано од нас. Сите блокади до сега не биле предизвикани од нас, затоа ние сакаме тоа што во Брисел е како преамбула strict but fair, стриктно да, меѓутоа коректно. Спремни сме тоа да го тераме и све што е поврзано со зајакнување на здравието на демократијата, на правната држава, на зајакнување на економијата, ние сме спремни сето тоа да го изодиме, меѓутоа не блокади кои што не се предизвикани од нас и уште помалку кои што не се поврзани со процесот на преговори. Може ли да кажете временска рамка до кога би можело да бидат изгласани уставните промени? И премиерот, и моите колеги, меѓутоа и јас во неколку наврати сме кажале дека ние сме спремни да го потегнеме тоа, ако добиваме сигнал дека процесот на преговори нема понатака да биде блокиран. Вие знаете дека постојат уставни и законски рокови колку време е потребно за тоа, меѓутоа во однос на суштината на уставните измени никој нема дилема, ни во однос на преговорачката рамка.
Све тоа што е дефинирано, ние сме спремни да го тераме напред, само да бидеме сигурни дека понатаму немаме да бидеме блокирани за причини и теми кои што не се поврзани со текот на реформите. Господине Муртазани, ќе биде малку вулгарен. Вреди како дел од коалицијата на владината коалиција, како да сте безгласна буква. Ќе ве потсетам зошто. Заради тоа што пред да влезете во владата, испорачувавте барање дека очекувате со влезот во владата во временска рамка од 6 месеци да бидат спроведени уставните измени. Веќе повеќе од 6 месеци функционира оваа влада, уставни измени нема. Мислам дека не би се согласил со вас поради проста причина. Сите ние знаеме дека вреди, односно влен нема доволен број на претеници во собранието за да може ние сами да потегнеме смена на уставот. И предходната владина гарнитура проба во собранието да потегне промена на уставот, односно амандманите за да се вклучат бугарите во преамбулата, меѓутоа без ВМРО ни тогаш, ни сега тоа политички не може да успее. Бидејќи без ВМРО не може да успее, ние сме должни да најдеме решение со консензус кој што ќе ги вклучи сите. Се додека не наоѓаме решение кое што ќе биде прифатливо за сите и кое што ќе гарантира, бидејќи тука е поентата, ќе гарантира европска еднина на државата, све тоа што порано се правеше, на крај заврши со вето. И сега да го смениме ни уставот. После одредено време, ако завршиме со потенцијално вето, евроскептицизмот и фрустрациите во тој момент ќе растат толку што се плашам дека политичарите нема да можат отворено да зборат за европската перспектива на државата. Ако се иземат Унгарија и Словачка, сите премиери во обкружувањето и најмокните членки имаат критичка дистанца кон новата американска политика, кон Вашингтон. И сега најчесто на домашната јавност во политичките кругови се зборува дека новата влада е премногу ја фаворизира актуелната американска политика, дека е пречесто во прегратките на Орбан, дека оваа влада води политика блиска со Вучич. Како вие овие коментари ги доживувате? Имаме ли ние конзистентна, надворешна политика? Заради тоа што од една страна велите ја осудуваме руската агресија кон Украина, а од друга страна застанувате во одбрана на резолуцијата, која е спротивна на политиките, македонските политики. Секако дека имаме меѓународна надворешна политика која што се базира на стратешките определби и стратешките интереси на државата. Не би се согласил особено за делот околу Србија, бидејќи да беше така, ние првата меѓувладина конференција надвор од земјата ќе одржавме во Белград, а не во Приштина. Ние сме мала земја, обкружена со соседи и како таква мала земја мора да држиме подеднакви добри односи со сите наши соседи во Западен Балкан. Што се однесува до Унгарија, поддршката што доаѓа од било која земја членка на Европската Унија е добродојдена, а особено од страна на Унгарија, која што Северна Македонија подолг период ја поддржува во нашата аспирација да станеме дел од Европската Унија. И во овој процес продлабочувањето со односите за одредени теми со одделни европски земји не оди спротивно ни на нашите интереси, ни на интересите на стратешките партнери. Што се однесува до тоа кои земји се критични према новата администрација на Трамп, нема да навлегувам во дали нивните интереси се загрозени или не. Ние нашата надворешна политика ја темелиме на нашите заеднички заложби за мир, демократски вредности и заеднички просперитет. Во овие точки каде што се наоѓаме со нашите стратешки партнери, секако дека делуваме заеднички. Колку интерпелациите за членовите, судиките, на членовите на Судскиот совет, изгласани неделава, е во насока на доброто владење? Ако има одредена тема за која Брисел има нула ниво на толеранција, тоа е владењето на правото и правосудниот систем. Колку што ќе градиме поефикасен и подобар систем
кој што ќе се рефлектира со владењето на правото и правна држава, толку нас ќе ни биде полесно откако ќе отвориме преговорите. Зошто е битна ова тема? Не само заради нашата економија, нашите граѓани и така натаму, меѓутоа процесот на пристапување во Европската Унија нема да може да се заврши ако ние не се нафатиме да направиме сериозни реформи во правосудниот систем. Ќе ми дозволите само да ја споделам бројката која што веќе сите граѓани ја знаат. Доверба од само 2% во очите на граѓаните значи очајна потреба од автоматски ургентни реформи. Сите сигнали кои што доаѓаат од Брисел се дека таму се неопходни реформски зафати, меѓутоа тоа што Брисел сака да го види е одредено политичко влијание во институциите, конкретно во правосудството, да не се заменува со друго политичко влијание. И мислам дека тука сите такви загрижености ние треба сериозно да ги слушаме и да ги имаме предвид во нашите настојувања за реформи во правосудството. Сметате дека со разрешувањето на републичкиот државен републичкиот обвинител Коцевски и со разрешувањето на дел од членовите на судскиот совет ќе се врати довербата во македонското правосудство? Прво, во јавноста има многу дебати околу начинот и формата. Јас не сум правник и нема да се нафатам економист да коментирам законската рамка околу иницијативата, меѓутоа тоа што сум сигурен е дека ако ова реформа се поставува на правилни нозе и правилно да се искористат препораките од Брисел во однос на реформите што начекат пред нас, мислам дека тоа ќе биде солидна основа за градење на доверба во правосудниот систем. Ви благодарам за гостувањето и разговорот. Благодарам на вас. Орхан Муртезани, министер за европски прашања и главен преговорач со Европската Унија, еве што ќе гледате во продолжение на ова издание на ТВ магазинот Тренинг. Отворено пратениците на ДПМН прават јавни линчови со имени и со презимена на суди и сега собранието ги пречекорува своите надлежности под инструкција на извршната власт и директно упаѓа во системот на поделбата на власта. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија идната недела ќе го избира новиот претседател и новите партиски органи. Лидерот Венко Филипче е исправен пред предизвикот да ја рехабилитира партијата по изборниот дебакл на парламентарните и претседателски избори. Неделава пак во парламентот, власт и опозицијата се конфронтираа во врска со интерпелацијата против за 5 членови на судскиот совет. Веројатно ниту една досегашна власт не успеа да ги трне рацете од македонското правосудство. Ова издание на Тренинг соговорник ќе биде подпредседателката на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, професор доктор Ана Чупевска. Добре дојдовте во емисијата. Добро ве најдов. Благодарам на поканата. Господја Чупевска, никој не е задоволен од ефикасноста и непристрасноста на судските органи. Кои беа мотивите на опозицијата да не ја поддржите интерпелацијата за 5 суди, членови на судскиот совет, иако и вие како опозиција силно ја критикувате работата на македонското правосудство, неажурноста на делителите на правдата, ниската доверба кај македонските суди? Да, точно така. Вашата забелешка е забелешка на секој нормален граѓанин во земјава кој што чувствува, гледа и осеќа дека нешто длабоко со судството не е во ред и дека него му се потребни реформи. И за мене лично, и на ниво на партија, и како професионалец, ова е многу болна тема. Зошто? Затоа што од независноста на судството, ефикасноста негова, интегритетот, кредибилитетот и се останато во врска со тоа, зависи степенот на демократијата на едно општество. Не е попусто, а тоа што некои од демократиите ги нарекуваме и правосудни демократи, имено заради важноста на независноста на судството. Но и оваа интерпелација ја сметаме за многу опасна работа, затоа што е вон уставно спроведена, вон законски спроведена и со ваков начин се
може секој да простати дека тоа е буквално школски пример за мешање на извршната власт со незиното апсолутно мнозинство во собранието спрема судската власт. Системот на поделба на власта, на независна судска власт, нели, законодавна и извршна власт е темел на секоја демократија. И кога имате ситуација да овие две други власти, бидејќи сега и нели апсолутното мнозинство е во спрега со извршната власт, излегуваат фактички од своите надлежности уставни, се мешаат директно во судството. Не допринесуваат со тоа за реформи никако, напротив, допринесуваат во она што го велиме мешање, обратното од тоа што тврдат дека го прават. Значи, они од една страна викаат не се мешаме, не сакаме никој да се меша во судството и ние нема да се мешаме, а од друга страна отворено го заплашуваат, отворено пратениците на ДПМН прават јавни линчови со имени и со презимења на суди и сега собранието ги пречекорува своите надлежности под инструкција на извршната власт и директно упаѓа во системот на поделбата на власта со удар во судството. На тој начин не може да се направат реформи. Господја Чупевска, како тоа од гласни критичари на тогашното Сваровски судство, сега се доведовте до ситуација да бидете бранители на ставовите на делот членовите на судскиот совет. Судски совет кој избира и разрешува суди, а за кој најчесто е мета на критики поради неажурноста. Имајте во предвид дека тоа тело не смогна сили да разреши дел од судиите кои криеле или чувале предмети во фијака со цел тие да застарат. Не е точно дека браниме суди, особено не е точно дека браниме поединечни членови. Тоа не го правиме. Ние го браниме уставот во овој случај, затоа што ако се сака да се направи суштинска реформа која што факт е дека е неопходна и ни е насушно потребна, мора темелен пристап да се има. Ништо нема да се направи со разрешување на 5 членови кои што имаат своја историја ваква или онаква, за која што патем и јас лично сум пишувала по првите скандали и сум ги осудувала кога беше со незаконското менување на председателот на судскиот совет. Значи, тука воопшто не станува збор за бранење на поединечните членови или бранење на поединечни суди. Ние тоа не го правиме и немаме намера да го правиме. Ние го браниме уставниот принцип за поделба на власта на законодавна, извршна и судска. Дали во ВМРО се свесни воопшто што значи институтот интерпелација, да ги прашам и за кого е наменет? Дали во ВМРО ДПМН свесно ги заобиколуваат законските можности и облигации за разрешување на овие чинови според законот кој што е лекс специјалис и кој што е наменет, нели го пропишува начинот и постапката за разрешување. Што значи тоа? Дека утре на мнозинството, ако му текне да ги разрешуваат уставните суди, тоа ќе го направат. Значи, збориме за принципи. Ние ги браниме принципите на правдата без кои што демократијата не е можна. Добро, во делот на уставните суди не може да се врши интерпелација на членови на уставен суд. Па не може, а зашто мислите дека може на членови на? Зашто не може? Од истите причини не може да се врши интерпелацијата како институт не е наменета за овој тип на јавни функции. Значи, самата природа на интерпелацијата во правната доктрина и политичката доктрина не се однесува на судството кое што мора да остане независно. Ние не викаме да нема реформи, ние викаме да нема реформи на ваков начин, затоа што на ваков начин се врши упад во третата власт од страна на извршната со незината полуга во апсолутното мнозинство во Вие велите домот. во еден настап. Уставниот поредок е на удар, власта прави упад во правосудството. Дали обидот на власта на мала врата да се смени составот на судскиот совет е гест на политички деспотизам, иако на сите вие сосема јасно дека мора да се најде решение за да се излезе од овој зачаден круг во кој судството е на најниска
можна ганка околу доверба. Точно. Значи, ние апсолутно, и како партија, и како професионалци, и стручната јавност, значи, стоиме на тоа дека мора да се најде решение. Ама не Каде треба го гледа, ние сега како најголема опозицијска партија, каде го гледате решението во надминување или која треба да биде, каква реформа треба да сега следува ќе ви во кажам, македонското правосудство? Сега веднаш ќе ви кажам, за почеток не треба со вакви плукни залепи решенија да се прави. Ова е плукни залепи што се вика меѓу народот. А сите решенија за начинот како да се изведе реформата стојат многу конкретно, експлицитно наведени се во сугестиите на оценската мисија, во прогрес репортите, сите дојде на назад, во реформската една, замислете и во во последниот извештај на ММФ, на Меѓународниот монетарен фонд, што не било случај до сега, се адресираат овие прашања. Штом власта сака вака плукни залепи, завиткано во целофан на реформи, значи тој под паравана на реформи сака да инсталира своји луѓе таму. Тоа не може да биде реформа. Персонално решение не е реформа. Реформата бара суштински, аналитичен, севкупен, инклузивен, темелен и одржлив на крајот на денот концепт. Што еве ќе се сменат 5, ќе се стават нови 5, ќе дојде новото законско решение, по старово законско решение ако ги бират, што направиле, ништо не направиле. Уште нешто, дали со заплашувањето, јавниот линч, сатанизација од пратеници гледаме врз суди и предмети конкретни, дали со тоа се постигнува реформа во судството? Не може со тоа, може да ги заплаши само судите. Заплашени суди може да бидат независни суди, подкупливи суди може да бидат независни суди. Не, затоа треба системски, севкупен, темелен процес кој што ќе биде национално и надпартиски структуриран, со вклучена стручна јавност, а ние ги имаме веќе решенијата, тие се секаде во сите овие документи кои што претходно ги наведов. Професор Чупевска, дали кога велите дека власта прави упад во правосудството, го имате во предвид и фактот дека во ваше време со ваш амин беа извршени измените на кривичниот законник со кои беа застареа дел од предметите кои произлегува од аферата прислушкување. Дел од случаите беа преквалификувани. Да. Јас целосно, значи ние и јас и целото раководство сметаме дека тоа е огромна грешка која што не треба да се повтори. Дури сметаме и бараме начини како и да поправиме таа грешка сега. Затоа сме целосно свесни. И неколку пати јавно сме го кажале тоа. Следите тренинг, гостинка во емисијата, подпредседателката на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, професор доктор Ана Чупевска. Владеачката гарнитура завршува со два одговори секогаш кога ја критикувате владата на Мицковски. Едната дека постои постојано спрега помеѓу СДСМ и ДУИ и врз основа на таа ваша поврзаност на ова ниво е донесена државата на клиентелизам, корупција, криминал. Па, видете, мене лично тоа ми е многу смешно. Но факт е дека ние се дистанциравме од ДУИ заради сериозни разлози и оправдани причини, поради кои што тоа беше неопходно. Но да се бавите на секој ваш пропуст од типот на бегството на Груби, од типот на ова од завчера со Пуцко Петров, од типот на отварање на меѓуетнички теми и дразнене на граѓаните на најосетливите точки на соживотот, тоа кажува сосема спротивно, дека спрегата не е помеѓу СДСМ и ДУИ, туку помеѓу ДУИ и ДПМН. Така што овој филм кој што го продаваат и кој што е многу плиток и во суштина има само пропагандна порака, нема никаква врска со реалноста. Ние идните коалиции ќе си ги градиме без разлика на етнички или други консидерации и разлики, туку врз основа на принципи во кои што веруваме и со кои што може да се коалицира. А такава веќе имаме, нели, таква коалиција со различни партии од различни етнички припадности. Во предстојниот период и на локалните избори ќе видиме како ќе коалицираме.
Така што системот на атрибуирање дека ние што сме во опозиција, СДСМ и ДУИ заедно работиме нешто походници, апсолутно не е точно. Тоа е систем на проектирање во психологијата се вика, или држите го крадецот, кога оној кој го прави нештото, го проектира тоа нешто на другиот. Класична психолошка конверзија е тоа. И во пропагандни техники. Професор Чупевска, председателот на Социјалдемократскиот сојуз Венко Филипче, почна една обнова на кадровскиот потенцијал на партијата. Идната недела ви следува конгрес. Но она што помалку изгледа симптоматично, каде се старите кадри на Социјалдемократскиот сојуз? Например, Игор Ивановски Шема, Гордан Ѓорѓиев, Шилегов. Наспроти вас, како вие да се оградивте од тие стари кадри, Мицковски во своето јато ги рехабилитира или ги обнови односите со еден Ставревски, Пешевски и да не ги набројувам. Видите, ние сме, прво морам да ви забележам, неблагодарно е да се споредува една демократска партија како што е Социјалдемократскиот сојуз со една авторитарна и командантска ситуација во ДПМН. Сите се тука, сите се на свој начин тука и ова го нагласувам затоа што во рамките на демократските редови никој не е никогаш присилуван да прави нешто што не ике или слично. Луѓето, кога чувствуваат потреба, се тука, кога не ја чувствуваат потребата, не се тука. Конкретно зборам за овие што ги именувавте. На крајот на денот и како демократска партија, тоа подразбира дека можда со некој работи некој не се согласува, но штом ќе се согласи, ќе биде тука. За поединечните имиња јас не можам да коментирам зошто не се тука. Лично за Гордан Ѓорѓиев зборувате, така? Ѓорѓиев, кога рековте. Игор Иванов, Ивановски Шема. Со него соработуваме многу добро. Тој води фондација, проекти, значи работи човекот во сосема друга област. Соработката е добра. Јас и пријателски однос имам со Гордан, така што не можам да кажам. Сите совети добронамерни се од него што доаѓаат, ги примаме со задоволство. Господинот Иванов исто така е во комуникација со раководството, колку што ми е познато. За Шилегов немам никакви информации, она што се сеќаваме дека пишуваше нешто на Facebook што во тој момент мислам дека не беше адекватен форум за некои несогласувања кои што ги имаше, меѓутоа отворени се вратите за секој што сака да допринесе. Првте за позиционирањето на Социјалдемократскиот сојуз и за тоа дали навистина опозицијата се рехабилитирала после изборниот пораз ќе бидат локалните избори. Дали во овој момент може да го искажете профилот на идниот градоначалник на Скопје? Мислите како потреба на граѓаните? Да, па секако се што е спротивно на ова што го имаме како ВМРО-вски кандидат Данила. Како ВМРО-вски кандидат видовме што направи, значи го врати скоро у каменот доба градот, со тотална нечистотија, со апсолутно неорганизиран превоз, значи на секое ниво промашување. Ете тоа се ВМРО-вските кандидати. Може ли да посочите личност кој би можел да го преземе Скопје? Па сега не, али наскоро ќе ги објавиме тие имиња. На неполни 6 месеци пред избори вие се уште немате? Не, имаме, меѓутоа тоа ќе биде објавено наскоро. Денеска нема да го направам тоа сакам да кажам. Дали е тој од партиската база на СДСМ? Мислам дека доволно кажав. Професор Чупевска, во домашната јавност реално дојде до поделба околу враќањето на политиките на американскиот председател Доналд Трамп. Помалку изгледа индикативно како тоа ВМРО-ДПМН кој до вчера беше американски, западно расположен, сега стана најголем поддржувач на политиките на Трамп, а социјалдемократите стана жестоки критичари на трамповизмот. Не.
Не е точно, ние не сме жестоки критичари на трамповизмот. Ние сме критичари на надворешната политика без компас што ја демонстрира ДПМНЕ. Значи ДПМНЕ, тоа што го прави во надворешната политика, мислам дека ни 5 годишно дете нема храброст или да не речам некој друг збор да го направи. После 30 години градење стратешко партнерство и давање такви жртви на оваа земја, за да стигнеме да бидеме визибилни на меѓународен план, ова не се гафови, е тотално несериозно однесување на нашата дипломатија, премиерот особено пошто он тука прв го запоседнува просторот, нели он запоседнува простор, видовме колку запоседнува простор. Овие скандали, преседани што ги направија во Обединети нации се крајно непринципиелни, крајно неодговорени, ја разрушуваат целиот наш труд фактички во развојот на меѓународната позиција на Македонија и тука нема ништо против Трамп, ниту против уште помалку против граѓаните на Америка. Ако вие бевте... Ние сме за, многу пати кажавме и јасно нека биде тоа. Ние сме за темелно и стратешко партнерство со САД, какво што имаме и тоа така требало да продолжи. И сме за исто продолжување на нашиот асоцијативен пат и статус во рамките на ЕУ, затоа што ние ги отпочнавме преговорите. Бидејќи сега постои тензија на линија Трамп-ЕУ, и постојат известни безбедносни предизвици тука, во смисла на градењето на стратешката автономија на Европската Унија и одбрамбените капацитети нејзини. Во среде трговска војна помеѓу овие два ентитети, што мајка бараме ние својата глава да ја буткаме таму во среде тој проблем. Наместо да изградиме мудра, конзистентна и self-interest или политика на личен интерес, на интерес за нашата држава. Ние сега, бидејќи светот во многу деликатна состојба, геополитички, глобално и регионално плюс, мора да бидеме многу внимателни и многу мудри како ќе се позиционираме. Еве, да речеме дека ова што го направија со последните потези во меѓународната политика е со добри намери за приближување кон посилниот, па со тоа некакви бенефици за нас помалите да добиеме во рамките на преговарањето со бугарите и во однос на Унијата. Дали нешто такво видовме? Не. Можда и мотивот им бил добронамерен, меѓутоа ефектот дава сосема спротивен резултат. Сметате дека може во ваква констелација на заострени односи помеѓу Европска Унија и Вашингтон на маса да се стави темата за интеграција на Западен Балкан? Не сум сигурна дека тоа може сега да се случи. Од причина што тензијата помеѓу овие два субјекти е толку голема што на крајна памет мислам дека не им е прашањето македонско-идентитетско-бугарскиот спор помеѓу Македонија и Бугарија. И затоа ние на голема грешка беше што го испуштивме моментот со уставните измени. Сега дополнително што дај Боже да има нешто, не велам не, дај Боже да се направат напори дополнителни дипломатски да ова повторно дојде на масата. И ние, како СДСМ, се што е подобро решение ќе го поддржиме. Дефинитивно ќе го поддржиме, меѓутоа такво нешто не гледаме дека има. Професор Чупевска, ви благодарам за разговорот и гостувањето. Благодарам и на вас поканата. Професор Ана Чупевска, подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз. По кратката пауза, следниот соговорник за ова издание на емисијата Божидар Спировски, експерт по сајбер безбедност. Отиде возот за нашата приватност, да ви кажам. Сите ние со веќе повеќе од деценија ги внесуваме нашите податоци, нашите информации секаде. Што значи дека сега се знаат за нас? Помалку или повеќе, да. Вечерашниот соговорник има повеќе од 15 години работно искуство во областа на сајбер безбедноста. Посветен е на подигање на свеста за ризиците во дигиталниот свет.
Работи како Chief Information Security Officer на Blue Dot и е основач на платформата за сайбер безбедност во Behind Machines.net. Добре ден за Божидар Спировски. Добре ве најдов. Господин Спировски, зачестија хакерските напади врз податоците на државните институции, министерства. Најтазе пример е фондот за пензискиот фонд. Имаме ли експерти во IT областа кои можат брзо да детектираат и да лоцираат хакерски упад? Ценам дека тоа е погрешно прашање. Не е проблем колку луѓе има да се справат со инцидентот кога ќе дојде инцидентот. Ќе цитирам една детска песничка: All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. Тоа би значило кога ќе се скрши играчката, сите војски нема да ја состават назад играчката. Нас многу повеќе и примарно ни требаат ресурси за превенција. Не ресурси кои што ќе се фрлат пред голот кога ќе се случи нападот за да го запрат нападот. Нападот се случува во секунди. Нема човек кој што веднаш ќе може да реагира. Сите луѓе да се достапни тогаш на лице место, нема да се доволно да реагира. Може ли да се превенира пред да настане упад? За да се превенира, апсолутно дека може. Мислам, разумно ниво на гаранција дека ќе се превенира, но тоа е нашата работа. Тоа е примарно и затоа причината заради која јас, да речам, викам во етерот, да превенирам, да едуцирам, да предупредам, да кажам од овде очекувајте да дојде нападот, од овде очекувајте измама, ова е техниката со која ќе се употреби или злоупотреби. Она што сакам да се навратам, велите има ли доволно луѓе? Не е прашањето дали има луѓе. Има луѓе. Има, јас посебно во последнава година дена запознав голем број на навистина заинтересирани, многу млади луѓе, многу заинтересирани, многу мотивирани да работат на темата на сајбер безбедност. Што заради личен интерес и лично надградување, што затоа што едноставно тоа им лежи, сакаат да го работат тоа. Но тоа не е доволно. Нас ни треба огромна волја, почнувајќи од менаџментот на тие институции, можеби и менаџментот што оди над нив, тоа не можем да коментирам како оди таа хиерархија, бидејќи одлуката за таа волја мора да дојде од врвот на организацијата. Зошто? Затоа што ова не е технички проблем. Ова е проблем на организацијска дисциплина. За да се постави здрава превентивна поставеност на организацијата, на организацијата и треба малку да си го наруши комфорот. Да се воспостават правила на работа, да се воспостават начини на употреба на компјутери, почнувајќи од наједноставното какви лозинки користиме, мултифакторска автентикација, дали ви се ажурирани компјутерите, најтривијални работи. Тоа не е нешто што ни требаат суперхерои, ни треба здрава, добра дисциплина. Господин Спировски, како функционираат хакерите и што е нивната главна цел? Многу се сменија тие работи. Значи да почнеме историски малку пред, јас сум веќе доволно стар да можем да кажам како ова работеше пред 20 и повеќе години. Тогаш хакерите беа примерно мотивирани од некоја собствено, собствена accomplishment, досек до нешто. Се сведуваше на активисти. Правеа ситни проблеми, рушеа сајтови или додаваа некаков текст во вебсајтот, но не правеа ништо малициозно и тоа беше доволно за нив за да се пофалат во својот форум во кој што живеат, работат, контактираат како и да е, во својот дигитален свет и нивните дигитални пријатели види колку сум јас добар. Тоа беше веројатно сега се осовременија работите. Далеку се осовременија и се смени целта. Ако беше целта да се докажам јас порано, сега целта е профит, заработка. Значи, нема веќе хакери, односно сајбер стручњаци кои што работат на напад, само за собствена корист. Тие се дел од криминални организации, од големи банди кои што, рачунете банди кои што инаку се работат и трговија со луѓе, кои што заробуваат луѓе, буквално дел од овие банди имаат контакт центри во кои луѓето се заробени, земени им се пасошите и натерани се да работат во тие контакт центри за да се јавуваат и да мамат и да лажат луѓе. Постојат овакви контакт центри во кои што нивните вработени во наводници се уценети. Тоа се криминални банди, опасни луѓе.
Тие Господин луѓе Стојановски, работат вие за во една прилика видите криминалците работат и можам да кажем дека добро се подготвени. Колку ние како граѓани сме подготвени да одговориме правилно на ова, да го препознаеме моментот, тоа е друго прашање. И за жал, генерално, немам некои добри вести. Премногу веруваме на дигиталниот свет. Луѓето, глобално зборувам, посебно луѓето во Македонија специфично, не ја разбра разликата помеѓу нивниот физички свет и дигиталниот свет. Сите бариери кои што беа пред криминалците во случај на физичкиот свет, дистанца, јазична бариера, физичка бариера од типот заклучени врати или било што, лично познавање на контекстот, лично разбирање на мојот контекст, кој сум јас и некој треба точно да знае што јас правам, кај живеам, кое ми е семејството и така натака, пред да дојде да ме измами. Тоа беше историјата. Наеднаш сите тие работи отидоа на интернет. Се за нас е на интернет и се за нас е екстремно лесно достапно за криминалците, ама и за нас. Веб апликациите, нашиот дигитален свет кој ги користиме, намерно прават се да не биде многу лесно и многу достапно за да можеме лесно да го користиме. Тоа е добро. Исто така го забораваме, таа леснотија прави да ние заборавиме колку всушност сме изложени и колку некој на другата страна на светот можува да го злоупотреби. Контекстот е сменет, бариерите паднаа, а голем дел на луѓето се уште не внимаваат, се уште ја немаат изградено личната дисциплина дека тоа се случува. Да почнеме од наједноставниот пример. Се уште ни се случуваат измамите со пошта, со смешните SMS пораки дека имате пратка и верувајте, јас се уште добивам контакти од луѓе, јас кликнав. Ова веќе е елаборирано, за ова зборуваме 2 години. На сите им стасуваат овие смешни пораки дека некој добил некаква пратка, па луѓе немаме сите толку многу пратки и пак некој клика. Се уште не сме изградиле таа дисциплина, таа свесност дека нашиот свет е сменет. Таму сме. Кои онлайн измами се најчести денес? Имаше една статистика, оваа недела е извадена, значи свежа, можам да зборувам веќе дека е баш свежа статистика. Најчестата тип на измама, прво да кажам, каде одат измамите? Социјални мрежи. Порака до сите гледачи, не верувајте на социјалните мрежи, не верувајте скоро на ништо што постои на социјалните мрежи. Бидејќи се толку големи и едноставно заработуваат од реклами, криминалецот ќе плати некоја ситна пара на таа платформа за да неговата реклама во наводници, всушност измама, биде пласирана. Уште една важна работа во социјалните мрежи не профилираат. Социјалната мрежа знае дека јас сум маж над 40 години кој што живее во Македонија со високо образование, знае затоа што ме isпрофилирал. Ако криминалецот реши да таргетира таква група на луѓе, перфектно ќе не таргетира сите. Обичниот криминалец пред 20-30 години немаше шанса така да не профилира, немаше да ги најде тие луѓе физички на едно место. Имајќи го тоа во предвид, внимавајте, на социјалните мрежи веќе на ништо не може да му се верува. Што се измамите? Најчестата измама се вика малвертайзинг, лажна малициозна реклама. Ќе видите реклами за се и се што, почнувајќи од Нептун дели 100 машини за перење за само 100 денари. Еклатантен е примерот, ама верувајте, сум го видел на Facebook како социјална мрежа и луѓе кликаат на тоа. И одат на некаква лажна страна на која што ќе им соберат податоци, ќе ги натераат да платат 100 денари, ќе им ги земат парите од картичката, ќе им ги земат и податоците од картичката, за да можат понатака да ја продадат картичката како информација или да продолжат да крадат од таа картичка. Тој малвер кој што ќе го симнеме, едно ќе ги украде нашите податоци, второ ќе се обиде да влезе веднаш во банкарските апликации кои што ни се или на мобилен или на компјутер за да ги собере парите или да најде начин да извади пари од нив, ќе ни го криптира дискот за да не уцени да дадеме уште пари, ќе ги шифрира податоците за да ни се недостапни и ќе ни украде сите лозинки на сите наши апликации и платформи по светот и понатака ќе продолжи да се шири по нив. Господин Стојановски, како да ја заштитиме нашата приватност во вакви едни услови? Нашата приватност отиде возот за нашата приватност, да ви кажам. Сите ние со веќе повеќе од деценија ги внесуваме нашите податоци, нашите информации секаде. Што значи дека сега се знаат за нас? Помалку или повеќе да. Верувајте, постојат платформи кои се дури и легални,
кои се викаат дата брокери, кои продаваат списоци, огромни списоци со информации за луѓе, со сите нивни информации од име, презиме, адреса, телефонски број, се што можеле да изгребат по интернет за нас, да го консолидираат, дали од легални, дали од нелегални извори, тоа е консолидирано, спакувано, ставено на машничок од озгора и се плаќа, не знам, $100 за 20.000, карикирам, ама такви се бројки за 20.000 имиња и контакти, едноставно се знаат за нас. Господин Спировски, се почесто слушам кај нас дека многу лесно нашите трансакцијски сметки се лесно достапни, односно многу често граѓаните се соочуваат со упад во нивните трансакцијски сметки. Упад во трансакцијски сметки банкарски говорам. Добро. Неколку елементи во ова, ќе сакам да кажам. Прво, самата трансакцијска сметка сама по себе како број не значи многу. Таа е број кој што е врзана само за банката, но упад во финансиите на клиентот, дали тоа е лесно или не е лесно, е предмет на дебата и статистика која што ќе мора да ја дадат банките. Тука не можам да ви дадам релевантен, квалитетен одговор, но како се стасува до овие информации, ќе се вратам на се што претходно ви кажав. Луѓе, постојат една цела категорија на вируси. Вируси во најшироката можна дефиниција, терминот правилен е малвер, малициозен софтвер. Значи, сите тие вируси или тројанци или ransomware и така натака, сите се викаат малициозен софтвер. Постои категорија која се вика инфостилер. Што значи тоа? Добивате на некој начин порака или некој ве убедува да инсталирате некој софтвер на вашиот компјутер, затоа има многу техники. Ќе се навратам накратко на техниките за пар реченици. Ве убедува да инсталирате нешто. Тоа што ќе го инсталирате е тивко, не ви прави проблеми во вашиот компјутер, но е програмирано да ги собере сите информации кои што сте ги снимиле во вашите браусери, кои што се најчесто линк до некој сајт со лозинка и корисничко име. Да ги испумпа и да ги стави во некој си систем надвор, кој што или веднаш ќе се обиде буквално да се најави на вашиот юзернейм пасворд, што може да биде легитимно и банкарска апликација, и да ве злоупотреби. Тоа е наочигледниот начин кој што може да се случи. Постојат и понапредни техники, но денеска ни ги испумпуваат сите овие работи веднаш. Не верувајте на никого, не верувајте дека некој сака да ви даде нешто за безпари. Како да се превенира се почестиот модел на пробивање на имейл адресите, акаунтите? Така. Тоа беше буквално мојата следна реченица, ви благодарам што ми помогнавте. Дисциплината е многу едноставна, ама бара малку да заболи, што се вика по нашите навики. Огромен процент на нашите лозинки, значи секој тој имейл или акаунт или платформи во кои што ние работиме и живееме денес, има корисничко име и некаква лозинка. И бидејќи нас ни е тешко да ги памтиме сите тие лозинки, ние памтиме 2 или 3. И ги рециклираме, ги користиме истите тие на сите можни платформи. Ама сите тие интернет платформи не се гарантирано супер безбедни. Секоја од нив, некоја од нив, во периодот, како што реков, ние си внесуваме податоци десетина години или повеќе. Во тој период од тие десетина, 15 години, за мене и 20 години веќе, на некоја од тие платформи веќе била хакната, таа лозинка што сум ја внел таму, веќе е во некој список кој што е по интернет. Ако истата таа лозинка ја користам над 100 други места, и тие се автоматски компрометирани. Затоа ќе апелирам до сите, престанете да рециклирате лозинки. Секој сајт треба да има посебна, различна, комплексна лозинка. Како се прави ова, немојте да пробате да ги памтите. Користете нешто што се вика Password Manager, апликација е. На таа апликација мора да имате многу комплексен пасворд и тој треба да го знаете на памет и тој треба нека биде цела реченица од некоја книга која вас многу ви значи. Во насока на дигитализација се почесто се зголемува процесот на дигитализација и во институциите, и во фирмите, и во компаниите. Дали ние може да западнеме во еден период на хибридна војна од овој аспект? Не разбирам како ова е врзано едно со друго. Од аспект на
ајде да бидам поконкретен, во контекст на руската агресија врз Украина. Може и да се гледате ли елементи на можност од хибридна војна? Не сум стручен да одговорам на ова прашање. Ова прашање треба да го одговори стручњак за војна тактика, стратегија, може би некој од соодветните државни служби би можел да ви даде квалитетен одговор на ова. Она што јас можам да го дадам како вредност кон разговорот врзано со ги нарекуваат state sponsored actors, односно организации кои се спонзорирани или во најмала рака им се подмижува на едно око на таквите банди од некои држави. Значи, овдека не е врзано специфично со еден или друг конфликт, но можам да ви кажам дека постојат два типа на нападачи, што сум ги забележал, прилично се очигледни во нашата професија, и два типа на напади. Најголем процент, лавовски голем дел на процент, се овие криминални банди. Тие одат примерно на профит, на крадење. Последниот еклатантен пример на кражба се случи пред една недела, во кој се украдоа 1,4 милиарди долари од еден блокчейн exchange, платформа за тргување со разни криптовалути. Буквално им украдоа 1,4 милиарди долари. Имаше анализа, лоцира, предпоставуваат која е бандата која го направи тоа. Таа банда се предпоставува дека или е поддржана, или е едноставно и се замижува на едно око од Северна Кореја. Северна Кореја во овој момент можеби и ќе добие профит. Ќе добие парче од колачот и во тој контекст не го гледам тоа како хибридна војна, тоа го гледам само како финансирање на некоја држава која ова го прифаќа како начин на финансирање свое. Дали е ова дефиниција на хибридна војна останува за некој кој што си ја знае работата да си каже. Но за мене ова се криминалци поддржани од или барем штитени од некоја држава. Тоа е криминалната страна. Дали постојат други такви држави, сигурен сум, кои ќе се менува светот, цело време ќе има различни. Другиот тип на напади се многу покомплексни и тоа се напади кои што се дефинитивно правени од државна агенција. Тоа се напади кои траат со години, луѓе. Напади кои што постепено се влегува во различни мали парченца на некои големи системи, се вградуваат во тие големи системи некакви мали парченца програм, уред, нешто кој што сам по себе не прави големи проблеми, ама во големата слика преку повеќе години на крај ќе воведе една огромна контрола, еден огромен удар врз таргетираната институција или таргетираните институции. Имавме во јавноста, излезе пред отприлика 6 месеци еден ваков обид, се работеше за парче код, парче софтвер, мала програма која што во период од 1,5 година неколку луѓе се убедувале авторот на оригиналниот софтвер да го внесе тоа мало парче код затоа што подобро ќе работи, имало лобирање, имало убедување и така натака, човекот го внесува тоа мало парче код, ама се уште не е пуштено никаде тоа парче код. Имавме среќа, ќе кажам, буквално како човештво, затоа што софтверот во кој што е внесено тоа мало парче код работи буквално на секој Linux оперативен систем. За сите наши гледачи, Linux оперативниот систем се сите сервери на светов. Буквално. Скоро сите, ајде, ќе ми се налутат луѓето што работат на Windows, но лавовски дел на серверите на светот работат на Linux. Ако тој софтвер отишол во продукцијските верзии на Linux, тоа мало парче код наеднаш ќе влегло секаде. Тоа мало парче код среќа го еден инженер, од што му било досадно и се нервирал дека нешто не му работи доволно брзо, зел и го расклопил на сите составни делчиња и сваќа дека е малициозно. Викнува на цел глас, дигитално секако, наеднаш се сваќа каде е работата, сите тие идентитети што лобирале, наеднаш исчезнуваат, ги снемува, бришат акаунти и така натака, и успеваме, односно во таа специфична инстанца, успева да се спаси тоа парче софтвер и каскадно целата таа инфраструктура глобална. Но ако се вратиме назад и размислиме, некој 2 години работел за 20 на линии код да убеди некого да ги стави во своето парче софтвер. Тоа не го прави криминалец, нема време криминалец тоа да го направи, бидејќи побогу сака да заработи пари. Ова е човек што е платен од некого да го прави ова. Тоа може да го прави само држава. Ви благодарам за гостувањето и за разговорот. Беше чест.
Следовте уште едно издание на ТВ магазинот Трилинг, во кое гостува министерот за европски прашања и главен преговарар со Европската унија Орхан Муртезани, професор доктор Ана Чупевска, подпредседателка на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, како и експертот по сајбер безбедност Божидар Спировски. Довидување до идниот петок во исто време. Во меѓувреме, читајте на trilling.mk.